Денеска Советот на општина Кавадарци ја одржа 12-та седница на која на дневен ред беа неколку материјали. Меѓу другите беа разгледување анализата за основање на јавно предпријатие за превоз на патници, предлог одлука за основање на јавно предпријатие за вршење на превоз на патници, предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на општината, како и предлог одлука за изменување на одлуката за општински линиски превоз. На денешната седница беше донесена и предлог одлука за поништување на одлуката за трансфер на финансиски средства од буџетот на општината за јавни паркиралишта паркинг Кавадарци како јавно предпријатие од градот. Нова седница беше усвоен наративниот извештај за работата на установата од областа на културата, културно-социјален простор Подиум Јадро, како и предлог одлуката за одобрување на финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци за 2022 година. Од поинтересните материјали одделуваме дека одлуката за основање на јавно предпријатие за вршење на превоз на патници е едно од најкруцијалните со оглед на тоа што се воведува редовни автобуски линии за повеќе патни правци во општина Кавадарци, а имено се воведуваат 4 линии, тоа Кавадарци, Шивец, Воздраци, Дреново, ќе се вози 3 пати дневно, линија 2 Кавадарци, Ресава, Бегниште 3 пати дневно, линија 3 Кавадарци, Манастирец, Цирково, Росман, Рибарци, Кавадарци 3 пати дневно и линија 4 во Бошавијата, Кавадарци, Страгово, Крњево, Чемерско, Бохула, Горна и Долна Бошава 2 пати неделно. Со регулирањето, односно анализата и одлуката за основање на јавно предпријатие за вршење на превоз на патници во наредниот период, во брзо време, ќе бидат завршени сите дополнителни административни работи за што поскоро започнување на функционирање на јавниот автобуски превоз кој во општината го очекуваат голем број на граѓани од општина Кавадарци и пошироко. Инаку нова седница на Советот е закажана за утре напладне. Бензинска пумпа ДМД Оил.